Види вака, секогаш се трудиме да најдеме приказна која што знаеме дека е добра, знаеме дека исто така многу често е нераскажана, повеќе не е битна само информацијата, туку битна е приказната околу таа информација. Им пишавме на BBC, на Трейси Улман шоу, 2 милиона прегледи, иако тоа можеби во светски рамки не се многу, меѓутоа во мала балканска земја се многу. Слободан Унковски и Горан Стефановски, оригиналните креатори на Бушава азбука, веднаш имале идеја да продолжат без производство на македонска содржина и на македонска продукција. Ние не можеме да се надеваме дека нашите деца ќе говорат македонски јазик пред 40 години, ако правилото било 45 секунди. Што е тоа толку различно од TikTok видео од 30 секунди денеска? Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и лайк. Здраво, Мите, што го врти светот? Види вака, приказните го вртат светот. Добро, има логика. Инстаграм или Фейсбук? Инстаграм. Прегледи или релевантност? Секогаш релевантност. Бушава азбука или кратки видео формати? Двете. Добре. Затоа што и двете се битни за едната за иднината, тоа е Бушава азбука, за иднината на образованието на нашите деца, а кратките видео приказни се битни за сегашноста и за подобрување на светот во кој што моментално живееме. Значи, кратките стори и Бушава азбука сега ќе го вртат светот додека разговараме и ќе видат, ќе слушнат луѓето зошто образование на деца и возрастни, што е многу исто така потребно. Ти си еден од највлијателните луѓе кои што завршил новинарство. Има неколку, не си единствен, ама од ретките кои што има над 40.000 следбеници на Инстаграм со многу гледани видеа и видеостори и над 120.000 следбеници, односно пријатели на Facebook профилите. Како се осеќаш веќе? Како се прави влијателно новинарство? Зашто тоа е некоја чудна комбинација. Да расчистиме на почеток, ја не сум влијателен. Медиумот Види вака е влијателен, современ медиум кој што е влијателен. Најверојатно ако прашаш некого, дури мои колеги од новинарство, понекогаш може да не знаат дека јас и и Горан Егич, друг колега од новинарство, сме основачи на Види вака. Ние секогаш и една од првите лекции што сме ја учеле на новинарство е дека не си ти приказната. Приказната се оние херои во секојдневното општество кој што ние живееме и токму тоа е рецептот за успех на Види вака. Се насочивме кон потребите на публиката и кон оние приказни кои што најчесто не се интерес на традиционалните или мејнстрим медиумите, кои што во последно време се претворени во таа рече тој рече новинарство и најверојатно поради тоа што и како што кажав што го врти светот, дека приказните го вртат светот, тоа е рецептот за да направиш влијателен медиум во денешницата. Повеќе не е битна само информацијата, туку битна е приказната околу таа информација. Јас се сложувам со тоа и секогаш ме нервирало она лоша вест е добра вест. Затоа што, например, ние сме некако претрупани од сите страни само со лоши вести, додека на Види вака може да се види едукативно видео, кампања која што има некаков јавен интерес и многу често пренесувате добри приказни кои што и текако се гледани. Кои ви се најгледаните, да кажеме, видеа сегменти? Има многу различни теми, затоа што покриваме повеќе теми, меѓутоа она што е најбитно во секој сегмент за да една приказна или едно видео биде гледано е да приказната е добра.
ако приказната не е добра, било што можете да сакате да направите, следејќи сите правила на социјални мрежи, кратко видео, долго видео, што и да правите нема да биде успешно ако приказната не е добра. И во таа насока ние секогаш се трудиме да најдеме приказна која што знаеме дека е добра, знаеме дека исто така многу често е нераскажана, односно некој друг не ја смета за добра приказна само затоа што доаѓа можеби од место каде што е неочекувано да ги наоѓаме приказните. Како ги наоѓате? Одите таму или некој ви ги јавува? Тоа е најтешкото прашање. Знаеш, секогаш ме прашуваат како ги наоѓате приказните, не знам. Тоа е едноставно искуство, тоа е едноставно поставување на цел во која што ти решаваш дека тоа што јас можам денеска да го прочитам 100 пати на другите медиуми, тоа нема да биде мојата приказна. Ние кога го стартувавме Види вака, си дадовме за задача, затоа што бевме исправени пред предизвик. Добро, ќе правиме медиум, ама што? Има 10.000 портали кои што ги пренесуваат истите информации. Има многу телевизии на мал простор, што можеме ние повеќе да пренесеме. Тогаш првата одлука што донесовме дека ние нема да работиме дневно новинарство, дека чистото пренесување на информација за нас не е од интерес, туку давањето контекст на некоја информација и правење приказна која што ќе те допре прво емотивно, ќе те поврзе со твојот сограѓанин, кој што дали постигнал некој успех, дали преживува нешто и така натаму, те поврзува на лично ниво и во еден момент ти дава информација и водич како ако ти некогаш се најдеш во слична ситуација да пребродиш некои работи. И самиот успех некогаш треба да го пребродиш. Дури позитивните приказни, кога ќе ти се случи нешто позитивно, треба понекогаш да најдеш начин како да пребродиш тој успех или таа позитивна работа што ти се случува. Меѓутоа, она што ни беше исто така многу битно е она што клучно ти го кажа. Гледаме позитивни приказни на Види вака. Или можеме многу ретко на медиуми како што се Види вака да најдеме позитивни приказни. Тоа доаѓа од една ситуација во која што има верување дека исклучиво само негативните приказни може да предизвикаат поголема гледаност и тоа е поврзано со бизнис моделот на самите медиумски куќи, кој што е застарен и е всушност бизнис модел кој што го уништува новинарството. А тоа е дека ја што повеќе кликови имам, што повеќе гледаност имам, тоа значи дека ќе имам шанса да имам поголема стабилност финансиска. А пак ви имате од многу повеќе кликови прегледи, а не се врзувате со дневно новинарство, со негативни теми и слично. И мене тоа ми беше особено интересно во пристапот, затоа што фалеше, особено колку години веќе прави... 9-та година. 9-та година, пред 9 години, па да видиш нешто различно на интернет, беше навистина ретко, баш некако беше како прекопирано или од она што го гледаме на телевизија или од тоа што го има во весници, а овој нов медиум ти дава многу интересен начин да пренесеш човечки приказни. Значи, и среќата е дел од емоциите, и успехот, каде што не се очекува, е супер приказна и многу често еве и ние тоа го правиме, вие уште тогаш почнавте да покажувате некои локални херои што не сме ги виделе, ниту чуле, ниту па некој ќе ни ги кажал да не било Види вака и добивте повеќе кликови, така како тоа се поврза. Кое беше првото видео, еве, ајде, ако можеш да се сетиш, можеби не првото, ама некој од првите? Првото видео кое што во услови наши би отишло вирално, да речеме, или доби многу прегледи, беше 150.000 прегледи, значи зборуваме пред 9 години, 150.000 прегледи само на Facebook. Беше за прилично тешка тема. Загадувањето на воздухот во Скопје и во Македонија и дека губиме помеѓу 1.500 и 3.000 луѓе предвремено годишно
умираат токму поради високото загадување на воздухот кој што го дишим. Тоа беше првото видео. Тешка тема, ама на пример не е дневно новинарство. Мора да седнеш да направиш истражување, макар деска анализа и да ги видиш бројките. И уште една работа беше тука битно, она што претходно го зборував. Прво беше тема која што беше жешка тема тогаш, затоа што почна декември месец, висок степен на загадување, беше жешка тема. Тоа е една причина да бидеш успешен, да влезеш во жешка тема, па секако ќе добиеш многу повеќе гледаност, иако тоа ние не го правиме затоа што тоа е обично го прават дневните медиуми. Они ги следат кои се жешките теми, па се обидуваат да тука покријат нешто. Ние едноставно не го направивме тоа затоа што беше жешка тема, туку што е за види вака од исклучителна важност како уредувачка политика да се покрива се што е поврзано со животната средина и со климатските промени. И тогаш имаше едно сериозно истражување кое што покажа токму на таа корелација помеѓу имањето висок степен на загаденост на воздухот и прераната смрт на илјадници граѓани во Македонија. Дури имаше една изјава од докторка која што не е изјава, туку е научно потврдена, која што кажуваше дури и фетусите додека се во утробата на мајката се ефектуирани од загадениот воздух. Што значи дека тоа беше за нас една огромна тешка тема. Меѓутоа покрај тоа ние успеавме да не ја покриеме само загаден е воздухот, туку и што можеш да направиш за да се заштитиш. Тоа е една од работите што во современото новинарство е битна за да ја задржиш публиката и за да го направиш оној момент што кажеш како ја задржаш, како ја привлекуваш и како на таква тешка тема можеш да натераш некој толку да гледа. Тоа е начинот кога ти ќе му понудиш не само знаете надворе загадано, сите знаат, излегуваат и дишат. Треба и решение, треба и да му се понуди надеж на човекот, не само нели ова навистина е безнадежна ситуацијата со воздухот во Скопје, ама сепак има начини како можеме ние некако да придонесеме дури лично и мислам дека често мене ме нервира кога ќе речат луѓето сега точак да се вози мора ли, па не знам пешки да се оди, па што можам јас да направам. Ништо овие кампањи не смениле, меѓутоа вистината е дека во последните 10 години многу се зголемува бројот на луѓе што одат со точак на работа. Јас живеам на Партизанска, буквално еднакво гледам лево десно велосипедска патека кога поминувам и улица кога поминувам, затоа што на вистина е врв улица од точаци. Точакот се наметна преку такви кампањи како превозно средство, порано беше многу поретко да се види, посебно млади луѓе, урбани луѓе. Значи да биде кул да се вози точак, тоа се наметна на тој начин. Тоа е и потреба, и таа потреба се креира токму преку ваквите приказни, затоа што претходно никој не зборувал за загаден воздух, така проблемот со загаден воздух го имаме 5 децении. Пред, не знам, можеби година-две излезе на YouTube едно видео, извештај новинарски од 1972, ако не се лажам, во кое што, значи, точно пред 53 години веќе, тогаш беше кога прв пат го гледав, мислам беше точно 50 години, во кое што граѓаните кажуваат што има најголемиот проблем, па имам вртоглавица наутро поради загадениот воздух, значи уште тогаш 50 години не го решаваме проблемот со воздухот. Како медиум ние можеме да посочуваме на проблемот, можеме да посочуваме на можни решенија и можеме да посочиме што како граѓанин ти можеш да направиш. Прво да се заштитиш, а потоа и да придонесеш. Меѓутоа, најбитната работа е како медиум да направиме и притисок за да имаме систематски промени. Имаме такви приказни кои што се многу гледани, кои што имале и систематски промени. Јас сакам да зборуваме за една приказна, не знам дали веднаш имаше систематски промени, но дефинитивно се направи притисок. Како беше со Сашко Куцев и Слагјана Ивујошевиќ, глумат и Драгана. Значи глумат во главните улоги, го снимате тоа на ниво на филм, квалитетот на видеото. Тоа е краток филм, да. Краток филм.
како се викаше, Сам си го барал. Сам си го барал, така е, сам си го барал, кој го се менуваат некако улогите и многу убава порака се прати преку тоа. Како тоа, колку прегледи има сега тоа видео? Некаде близу 2 милиона, најверојатно, ги немам повторно гледано во блиска иднина, пошто тоа е пред 3 години, мислам, видео, и тоа беше нашето прво видео. Мора да направиме на дистинкција тука. За сето ово до сега што зборувавме е класични новинарски производи. Сам си го барал е всушност краток филм, кој што ние како дигитален медиум и современ медиум, најверојатно, едни од ретките, ако не и единствени, пробавме да влеземе во една друга, навидум друга сфера за медиумите, иако не е така, затоа што ако ја земеш целокупната она класична дефиниција за медиумите што треба да имаат, информативна, забавна и едукативна улога, ние свативме дека за сега ја покриваме она информативно и едукативна улога, меѓутоа ни фали забавната улога, затоа што знаевме дека новинарски производ може да достигне до одредена публика и има своји ограничувања. Меѓутоа, сериозна голема промена можеш да направиш кога ќе употребиш поп култура особено, за да пренесеш порака која што е проблематична или порака која што би требало да почне да ги менува работите. Не е ова случајно, значи сме гледале многу низ светот што се прави, и она што беше интересно е дека последно што видовме е како во Индија ги користат оние индиските серии за да објаснат на луѓето како функционира правосуден систем, како функционира полицијата, како функционираат одредени институции во општеството. Види го Боливуд. Затоа што сватиле, ние правиме кампањи, не знам, премногу уметнички и сето тоа со пораки, меѓутоа она што најмногу веруваат и најмногу влие, се тоа зборувам за индиското општество, е било тие индиски серии кои што кај нас ги знаеме како сапуници, и преку нив ја пренесувале пораката. И сега ова беше наша реакција на нешто што тогаш ужасно се случуваше во нашето општество, а тоа беше проблемот со она група на Телеграм, јавна соба, каде што беа злоупотребувани лични фотографии на жени и на девојки, дури и малолетни девојки, беа вознемерувани, и тука ние свативме дека во редакција седнавме и сакавме да направиме нешто повеќе, правиме ова. Што можеме да направиме? И сега, ми имаме направено до сега многу приказни на темата, за женски права, за сексуално насилство, за дуплата виктимизација на жената кога е жртва на сексуално насилство, као сама си го барала, па што барала таму, па зошто било така облечени, така натаму. Зошто праќала слики, што навистина не сме безбедни во тој дигитален простор секако, меѓутоа сега девојката на дечкото му пратила слика или што и да е, и сега вие не да ја обвинувате, не сакала да ја видат 200 мажи или колку и да има во тие групи, колку и да имаше членови. И тоа беше реакција. Ние кога седнавме, се договоривме дека мора да направиме нешто повеќе од тоа што до сега сме го правеле, и секогаш сме размислувале да одиме во таа насока за да користиме популарна култура за да ги пренесеме пораките кои што сакаме да ги пренесеме. И тука не измисливме повторно топла вода. Ние како медиум, види вака кога почна, гордо кажувавме дека сме украли идејата од Наудис. Тоа значи не дека ние им ги крадеме темите па правиме некако, туку концептот форматот е добар, како да пренесеш во современиот свет порака, особено до младите, преку новинарски производ, тогаш во тој момент, пред 9 години, Наудис беше американски стартап кој што тоа совршено го правеше. И ние го ископиравме и често се зафркаваме дека ја следиме идејата на, можеби не е Пикасо, ама најчесто него го поврзува со таа изјава, нели, дека добрите уметници копираат,
одличните уметници крадат. Добро. Вие значи бевте одлични уметници. Да, ние пробавме да бидеме одлични уметници, еве 9 години подоцна, мислам дека можеме да пред себе да си кажеме успеавме во таа. И тогаш всушност тргнавме значи тој скеч е прилично што ние го претворивме во краток филм е прилично стар и е продукција на BBC. На Трейси Улман шоу. Точно. И се вика Што носеше. Да. Добро, зашто ги следам BBC. И ние влеговме во отприлика една година во преговори. BBC беше наједноставниот всушност во целата. Им пишавме на контакт форма најотворената за права и они ни вратија во рок од една недела дека ние можеме да го адаптираме видеото, меѓутоа ќе треба да побараме права и од креаторката на шоуто, затоа што BBC го имаше само правото на прикажување и дистрибуција, меѓутоа не и правото да каже затоа што не беше авторско дело на BBC, туку беше авторско дело на Трейси Улман и на сценаристката која што го има напишано. И сега ние поминавме една година да ги најдеме правилно луѓето, затоа што Трейси Улман е светски селебрити. Да. Јас ја следам многу, ако не ја следат, тие што не слушаат да видат зашто станува. Трейси Улман е всушност првиот глас на Марч Симпсон. Стварно? Да. А е одлична комичарка и мислам. И сега знаете, ти треба да стапиш во комуникација со некој таков. Успеавме. Ни ги дадоа сите права да можеме да го адаптираме тој скеч. И многу беше интересно на крајот кога го адаптиравме, им го испративме. И на крај рекол, а зошто не прашувавте за ова? Мислам, многу го цениме моментот што не прашавте, многу ни е мило, меѓутоа од кај ќе знаевме ние. И меѓутоа ние како види вака секогаш сме сметале дека авторството не треба да се повредува. Дека е многу фер да го прашаш авторот дали можам јас ова да го употребам и да го искористам пред да го употребиш и да го искористиш. И така ние мирно спиеме затоа што можеби сега не го гледаат, ама 2 милиона прегледи, иако тоа можеби во светски рамки не се многу, меѓутоа во мала балканска земја се многу. Дополнително тоа видео не излезе надвор од границите на Македонија. Ние направивме титул на српски, отиде исто така со премногу прегледи и во Србија, преку милион прегледи во Србија, во Хрватска имаше многу, дури од Словенија ни пишуваве, молиме, направете преводи на словенечки јазик. Го преведовме и на албански јазик, го има и на албански јазик, со титуле, не е со синхронизација. Да. Меѓутоа, тоа покажува како кога ќе разбереш проблем, ќе видиш што е проблемот и кога имаш совршена екипа околу тебе, значи мора да ги споменам тука Сашко Коцев, Слажена Војошевиќ, Феми Даут, кој што ни беше директор на фотографија, Ханис Багашов, режисер млад, Ѓорѓи Јунковски ни беше како само советник околу сценариото и околу режисирањето, значи без многу размислување, без при тоа да бидеме финансирани од било кој, со наши лични финансии и со ентузијазам, значи секој од нив, вклучително и цела екипа на Види Вака, вложи дел од своето слободно време за да го направи тоа така како што изгледа. А денеска имаме на Види Вака не само тој краток филм, туку и повеќе кратки филмови. И сите се неверојатни, значи кој не ги гледал да ги види, значи со Нина Елзасер видеото каде што е работничка во фабрика, за мене особено како мајка, и во тоа време мислам дека моето дете имаше 2 години, во видеото тоа полни 3 толку јасно резонираше, толку стигнува до луѓе. Не треба да сте родител за да ве погоди, апсолутно секој ќе се пронајде во тие видеа и приказни и ќе ја разбере другата страна. Приказните може да стигнат до многу луѓе и се надеваме дека и анимираната содржина ќе стигне. А и тука авторството е многу битно. Вие ќе оживеете, односно повторно ќе го вратите на сцената, проектот наречен Бушава азбука. Веќе се врати со една песна, меѓутоа се чекаат цртани, играни
сегментите, молам, кажи ми за тоа. Прво, како изгледа целиот процес, затоа што има автори кои што се уште активни, дали ќе ги вклучите, односно дали заедно со нив го правите ова, како изгледа се? Значи, ние се вклучивме малце подоцна во, како види вака, во заживувањето на брендот Бушава азбука, кој што е најверојатно, со сигурност најдобриот и најомилениот забавно образовен бренд во Македонија. Годинава е точно 40 години од првото емитување на Бушава азбука, од првата епизода на Бушава азбука. Целата приказна е започната уште со самото завршување на Бушава азбука. Значи, Слободан Унковски и Горан Стефановски, оригиналните креатори на Бушава азбука, веднаш имале идеја да продолжат, меѓутоа, нажалост, никогаш тоа не се реализирало. За да во 2018 година, ако не се лажам, може би малце порано, седнат повторно да пробаат да ја возобноват, односно да снимаат продолжение на веќе легендарната и иконска серија Бушава азбука. Тоа е тогаш точно на 35 годишнината, ако не се лажем, од Бушава азбука, и почнуваат да ги пишуваат сценаријата за новата играна серија од 31 епизода, наречена Бушав буквар. Значи има сценарија од Горан Стефановски. Има сценарија од Горан Стефановски, напишани 31 сценарио. Нажалост, Горан Стефановски во процесот на пишување починува и во негови чевли влева уште еден наш брилијантен автор и сценарист, Маријан Алчевски, кој што живее во Загреб, и влегува во чевлите на Горан и ги допишува таа 31 епизода. Секако со помош на Слободан Унковски, воден истој процес заедно со комуникација, и се напишани тие 31 сценарио. Сега рачунете дека од прилика 27 години трае голготата да возобновиме или да го оживееме последното дело на Горан Стефановски, Бушав буквар. Гледате како авторите остануваат да живеат, затоа што сега можеме да гледаме нешто ново од него. Верувам дека не постои некој што живее во Македонија не слушнал за Горан Стефановски, за Бушава азбука, и таква можност на вистина е ретка и чудно е да се, нели, пропушти, не знам како да кажам на друг начин. Што е проблемот во оваа насока? Финансирањето ли е проблемот? Дали е премногу скап проектот или премногу нема пари во Македонија? Премногу нема интерес во Македонија. Како нема интерес за нешто? Не е скап проектот и не е дека нема пари во Македонија, особено кога гледаме на што се трошат пари. Тоа е буквално едноставно не доволно интерес. Прво од институциите. Добре. Да сватат дека ова е еден од начините, како што многу често знаат да кажат, младите не почнуваат да зборуваат само на англиски, дека ова е еден од начините да ти им дадеш квалитетна содржина на децата, во која што они нема да биде само изложени на англиска квалитетна содржина или од другојазично подрачје. Исто така е голема незаинтересираност и од комерцијалните субјекти кои што не гледаат очигледно потреба да го направат, освен кога се пишува на сценаријата, Комерцијална банка ги има поддржувано пишувањето на сценаријата. Ние пред 3 години како види вака влеговме во проектот со цел да пробаме повторно да најдеме начин како да ги разбудиме институциите, како да го разбудиме целото општество и како да ги разбудиме компаниите во Македонија дека
без производство на македонска содржина и на македонска продукција, ние не можеме да се надеваме дека македонскиот јазик ќе живее долго, не можеме да се надеваме дека нашите деца ќе говорат македонски јазик, затоа што, ако ги погледнете сите извештаи на Обединетите нации, има јасна порака во која што ако не го негувате и ако не направите сега нешто за јазиците кои што се од малоговорно подрачје, како што е македонскиот јазик, најверојатно во голема мера до 2050 година голем дел од тие јазици ќе исчезнат. Тоа е баш блиску. Тоа е баш блиску. Ние ќе бидеме, да. Мислам се Сега, надевам, ја не тврдам дека македонскиот да јазик е вклучен во тие 2000 во тие јазици до 2050. Меѓутоа македонскиот јазик е малоговорно подрачје. Ние години наназад не создадуваме содржина која што ќе може да го поддржи. Проблемот тука не е само создавањето на содржината на македонски јазик. Проблемот е и што со динамичноста на развојот на јазикот. Ние повеќе најверојатно 30 години доцниме во развојот на македонскиот јазик. Па секоја година имаме некои од институциите обично што се бават со македонски јазик, излегуваат и кажуваат како технологијата ни е крива, како децата премногу поминувале време на компјутер, па сакале само англиска содржина, меѓутоа никој од нив не седнал и размислил како новиот збор, кој што е моментално тренд во светот, е, например, да речеме, селфи одамна не е тренд, ама од генерацијата, таа генерација која што се запознаваше со селфи. Ние се уште викаме селфи. Кој е македонскиот збор за тоа? Имаше едно време обид за самослик. Имаше ама обид. Ама толку неприродно и дополнително тоа кога се гледа одреден медиум, еве сега дигиталните медиуми како непријател, немате успех. Значи, нашите деца живеат во време кога гледаат дигитални медиуми. Нашите родители, ние кога сме биле деца, добро, јас дел фатив и дигитални медиуми, ама еве во основно немав дигитални медиуми, гледав телевизија. Значи, медиумот е тој. Како држава имаме одговорност да дадеме содржина на македонски јазик на тој медиум. Јас не знам зошто со тоа не се бават, да кажеме, институциите, кај компаниите, да кажеме. Нашето искуство до сега, бидејќи исто и ова е тешко да се финансира, тоа се мал број на компании во Македонија кои што можат и имаат буџети да финансираат одреден тип на содржини, и на тие мал број на компании им приоѓаат сите. И до сега, например, ние имавме идеја дека на старт ќе не поддржат, меѓутоа гледаме дека не е така, дека на почеток мора некако нешто да дадете, па да кажеме да докажете дека сте добри, па можеби тогаш ќе ве поддржат. И во тој момент кога ние свативме дека можеби имаме потешкоти и да го најдеме финансирањето, не дека сме се откажале и дека као удривме глава во зид, нема каде да се оди, меѓутоа свативме дека можеби ќе треба подолг пат да се изоди од тоа што претходно ние мислевме дека ќе треба. Без притоа да бараме финансија од друг, ние тргнавме во самофинансирање на анимирана серија поврзана со Бушева азбука, и првиот чекор за тоа да се случи беше да ги откупиме правата врз оние илустрации кои што сите ги знаеме од Бушева азбука. Тоа се буквите и анимациите што ги има во Бушева азбука, кои што се дело на Душан Петричич. И тоа беше исто така интересна. За буквите, за азбуката која што сите ја пееме. Да. И тоа беше интересен момент затоа што ние тогаш свативме дека поради распадот на тогашната заедничка држава Југославија, тие букви повеќе не се во Македонија, туку авторското право е надвор од Македонија. И тоа го свативме кога влеговме ние во тој проект. И беше наш сериозен итен приоритет да успееме да ги вратиме буквите назад во Македонија. Не тие дека од некого биле земени или украдени, туку едноставно авторот на тие букви е човек, легенда на југословенската графички дизајн и илустраторство, Душан Петричич, затоа што тогаш
во таа заедничка држава, он ги создал буквите за бушава азбука. Сега ние ги вративме буквите назад и со нив можеме да создаваме нови содржини. И тоа го видовме како шанса да во меѓувреме додека чекаме, односно додека го одиме патот, не чекаме, туку го одиме патот, да дојдеме до оживувањето на последното дело на Горан Стефановски, Бушав буквар, кое што е создадено заедно со Слободан Унковски, двајцата оригинални креатори и други кои што биле поврзани и неповрзани со Бушава азбука, например Синоличка Трпкова е исто така вклучена, и Марија Налчевски кој што е влезен после смртта. Значи додека го одиме тој пат да ги најдеме финансиите, да почнеме да продуцираме таа емисија, дека мора нешто да се случи помеѓу тој. 40 години имаме празен би рекол во создавањето на нова содржина поврзана со тој бренд. И всушност новата анимирана серија Буквождар би требало да поврзе оригиналната серија, која што е случена пред 40 години, со она што ќе биде во Бушав буквар. Значи двете серии кои што ќе се надеваме дека ќе се случат многу на 40 години распон, да нема да биде 50 години, туку ќе биде 40-41 година, дека Буквождар анимираната серија која што треба да почне да се емитува во септември, ќе направи таа поврзаност помеѓу двете серии. Идва и чекам анимирана содржина со буквите од Бушава азбука и нови детски ликови и некои од старите ликови ќе се појават или ќе се појават најверојатно некои од старите ликови во анимирана форма, меѓутоа тоа што ќе биде различно во анимираната серија е тоа што оригиналната Бушава азбука е забавно образовен продукт. Кој што има намера да ве научи како правилно да ги употребувате буквите, како правилно да ги изговарате, како правилно да ги пишувате. Значи е сериозно поврзан со правилно користење на македонскиот јазик. И не само за деца. Не само за деца, и за возрастни. Таа серија е за деца и возрастни. Анимираната серија ја нема таа мисија. Да ве научи како да ги користите правилно буквите или да ве научи нешто за македонскиот јазик како правопис и така натаму. Има за цел анимираната серија е авантуристичка серија на 3 деца. Марко, Дарија и Филип. И ако некој има гледано некој новогодишната песна, имаме и еден миленик на Дарија кој што е Буф. И се вика Дзе. Значи они одат во авантура поврзана со буквите и тука повеќе ќе пренесуваат пораки за она што малце претходно го зборував. За потребата од негување на мајчиниот јазик. Потребата за зачувувањето на нашето културно наследство. Потребата тоа наследство да се зачува како комуникацијска алатка која што ќе не поврзе со нашиот идентитет и со тоа што сме. Затоа што идентитетот ако не создаваш нови работи, застанува во еден период и тој се губи. Пополека исчезнува. Значи ќе се учат работи кои што се поврзани со другарство. Такви некои вредносни линии кои што би требало да ја вратат потребата за љубовта кон нашиот мајчин јазик. Не велам дека нашите деца го немаат. Тоа е најголемата грешка што ние возрастните ја правиме, нив не ги интересира,
нив повеќе им е точно, важно апсолутно. англискиот јазик, они сакаат ние не сме им создале услови да гледаат македонска квалитетна содржина која што ќе се бори не рамо со рамо, затоа што ги немаме толку финансиски јаките, не можеме да се бориме со Netflix. Меѓутоа можеме да создадеме квалитетна македонска содржина, можеме да бидеме посветени за утре да не ни бидат децата криви кога ќе слушнеме како на улица меѓу себе комуницираат на англиски, кога ќе слушнеме изрази од типот на пасни ми ја топката, наместо додај ми ја топката. Значи сето тоа е вина на нас постарите кои што не сме овозможиле да гледаат содржина во кој што они од мали нози ќе го надоградуваат својот јазик, ќе учат нови зборови, ќе им создаваме нови зборови, меѓутоа и ќе ги прашаме. Како мислите дека ова треба да биде насловено? Кој е зборот за ова? Ние никогаш младите луѓе не сме ги прашале, особено децата, што мислат како треба да се вика на македонски селфи. Има еден интересен профил зборци на Инстаграм кој што многу интересно ја прави оваа работа, односно они се бават со зборообразување и ми е многу интересно дека сепак има кај младите таква некоја интересна мисија да нели сепак го искомбинираат модерното со она што значи нивен јазик кој што го познаваат мајчин и така натаму. Конкретно за цртаните едва чекам да излезат. Многу е важно на децата да им се даде интересна содржина, да се прашаат, да се види што сакаат да гледат, да им се понуди нешто такво. Не можеме да вечно да се поставуваме од гледна точка на децата не чинат. Децата секогаш чинат. Значи тоа ми е, бидејќи имам мајка педагог, тоа ми е всадено дека децата се секогаш добри, затоа што нели се раѓаат искрени какви што и сите луѓе сме во основа, ама после тоа некаде ние не им даваме можности, не им даваме услови и во случаев не им даваме доволно продукција. Сега има поголема потреба од било кога за продукција, затоа што таа може да ја конзумираат секогаш и секаде и тоа нема да го смениме, да го вратиме назад е многу тешко. Мислам дека интересен. Не ни е паметно да се враќа назад. Да, може и да се натераат децата преку омилените ликови, да кажеме да читаат повеќе, да се натераат децата преку омилените ликови од цртаните, да играат игри надвор од екранот и тоа и се случува и гледаме дека напротив децата ако им се даде македонска содржина, повеќе ја сакаат. Ако им се даде нешто што е врзано со нивниот локален контекст, повеќе ќе го гледаат затоа што тој лик е директно поврзан со нив. Жалното е што тоа го нема и има генерации на деца кои што се пораснати без никаков анимиран лик на македонски јазик кој што на нив им зборува или некој, не знам, некое шоу. Исто имаше многу добра нешто се една добра дискусија и како морали да се враќаат работи што се стари. Нете, дајте музика, пак дајте музика, не знам, приказни и така натаму. Никој никогаш не ги прашал Дизни, добро, дали мора Снежана за секогаш да ја правите? Значи, мора нови работи, ама па и старите да се направат за нова публика мора. Сега Снежана беше тема на дискусија, дали е добро направена. Нема да навлагам во таа дискусија, ама нема колку Star Wars филмови се направија. Колку се навративме назад. Значи, Спајдермен, колку Спајдермен филмови има, колку цртани, па мали Спајдерменчиња и така натаму, тоа се брендови кои што траат со не знам веќе колку години, не бидејќи не ги истражив за оваа цел, ама реално која е логиката да ние па се направило во 70-тите, зошто пак? А зошто да не? Постои има универзални пораки во некој од тие серии, филмови, епизоди, земајќи го и да кажеме Спајдермен. Зошто се прави, или Бетмен, зашто се прави на, не знам, на секој 10-15 години некој нов ќе излезе. Едноставно затоа што имаш нови предизвици во светот, имаш нови работи кои што ги мачат младите луѓе, пораката на било кој например да земеме на Спајдермен, дека со големата моќ доаѓа голема одговорност и универзална порака. Меѓутоа таа порака да стигне до младите, ќе треба Спајдермен да разговара за нивните денешни проблеми, а не за проблемите во 70-тите.
И повторно е тоа гледање низ призма на тоа, ама јас веќе го имам гледано Спајдермен во 70-тите. Ама твоето дете не. А меѓутоа твоето дете не. И најверојатно, можеби ќе го гледа тоа од 70-тите, меѓутоа нема да му зборува на начинот како што новиот Спајдермен ќе му зборува. Така. Исто како што сега. Може Бушева азбука е направена генијално во 85-та година. Значи е толку модерна за тоа време, затоа што е совршено сегментирана. Ти ако земеш Бушева азбука денеска да ја поделиш во сегментите, тоа се кратки сегменти кои што ти без проблем можеш да ги пуштиш на било кој од социјалните мрежи и да функционираат. И во еден разговор со Слободан Унковски, кога ни го објаснуваше концептот на тогашната Бушева азбука, рачуните во 85-та година, ни кажа дека тогаш дошол некој професор од Харвард, ако добро се сеќавам, сега мислам дека беше од Харвард професор, кој што уште тогаш правилото за создавање содржина на телевизија било на секој 45 секунди нова идеја или нова порака. Значи, ние многу мислиме дека тоа е сега нешто ново. Да. Таа потреба да го задржиш, односно да го скокоткаш цело време човековиот тум за да му го задржиш вниманието, од секогаш постоела, дури и тогаш кога ги немале социјалните мрежи, кои што денеска многу ги обвинуваме за дека ние го губиме фокусот и така натаму, што можам да се сложам дека дел се виновни и они поради тоа, меѓутоа ние пред 40 години, ако правилото било 45 секунди, што е тоа толку различно од TikTok видео од 30 секунди денеска? Мислам дека клучната разлика е можеби тоа што она што го гледа баба ми, не го гледам јас. Она што го гледа мајка ми, не го гледам јас. Тоа што го гледам јас, нема да го гледа моето дете и така натаму. И тука има една разлика која што да кажеме телевизијата некако ги спојувала луѓето, сите гледаат исто, па ќе разговараат потоа. Баба ми цел живот ја следи секое мое појавување, значи ми се лути ако одам на гости некаде и не и кажам. Значи тука е добро зошто не ми кажа, па јас гледав на друга програма и така натаму. Сега не може ова да го гледа. И тука е некоја да кажеме разлика меѓу интернет и телевизија, иако и тие генерации полека ги учат новите медиуми, меѓутоа втората разлика е интеракцијата, односно тоа што секој може да коментира што сака на интернет и тоа за мене е во ред и така треба да остане. Че слободата на говорот апсолутно треба да постои. Меѓутоа прашањето е колкаво е влијанието на тие коментари кои што ние некогаш го занемаруваме. Може да се направи одлично видео, да има многу прегледи, затоа што во коментари се хејта, односно се пишуваат, ете уште еден англицизам, се пишуваат, се омразува, не знам како да се каже на македонски, ама се пишуваат коментари со омраза, а некогаш не немаат логика и сега кој е реалното влијание? Дали тоа видео има позитивен импакт затоа што многу луѓе го гледале или негативен затоа што ако отвориш во коментари сите што го виделе пишеле нешто лошо? Не можеме да се правиме дека коментарите не влијаат. Секој што тоа ќе го каже, најверојатно во некоја мера лаже. Значи секоја приказна што ќе се објави на Види вака добива и позитивни и негативни коментари. И секој тој коментар те допира на некој начин. Да, со време ти можеш да се истренираш сами од себе, да одвоиш кој коментар е битен, а кој не е битен. Меѓутоа и дури така кога се истренирам после 9 години, одредени коментари знаат да ти извадат од колосек. Коментарите се добри, меѓутоа нажалост не можеме, барем до сега не сме нашли начин како да успееме да го трнеме тој момент на оно што го кажуваш, на класично доаѓање да коментираш ради само да коментираш, односно да пробаш да го одвлечеш вниманието кон нешто што е тотално небитно. Еве еден пример, значи имавме приказна, значи позитивна приказна, не знам дали може да биде, за младо дете од, ако не се лажам, 10-12 години, не ме фаќате сега за збор, голман, кој што имаше постигнато 50 гола како голман во лигата нивна. Ние направивме приказна за детето и некој успеа да најде
како да коментира. Детето беше малце, би рекол, по буцкасто, или не во тоа како ние, како општество, се замислиле дека треба да изгледа голман. Или како ние како општество се замислиле дека треба да изгледа спортист. Да, нормално е, дете е во развој, може сега по буцкасто, во наредната година ќе биде многу слабо. И сега луѓе најдоа да тука проблем, зошто се тоа убаво ти си дал 50 години, ама со килограми што правиме. Чекајте сега, он е голман, детето е голман. Да. Детето одбранило 50 голови во една утакмица. Не одбранило, дало 50 голови. Дало од голманска. Од голманска позиција дало 50 голови. Добро, значи детето е спортски генијалец. Да, спортски генијалец. И ние наоѓаме причина во тоа да внесеме можеби нашата секојдневна фрустрација. Да. Затоа што еве нека ми каже некој што коментирал лошо на тоа, кој е неговиот поголем успехот на детето што дало 50 години, во 50 голови. Ама и така се ствара многу еден момент на прво мислам дека детето не треба да му е гајле, супер си е. Второ, колку убаво да видиме некој што може и не изгледа најконвенционално како спортист да спортува, зашто тоа ќе влие кон другите деца кои што може би им е незгодно за тоа што имаат некој килограм плюс да спортуваат, ќе ги поттикне да спортуваат, што е супер за здравието на децата и како некој ќе си тупне коментар. Да. Мислам дека во голема мера тоа не се воопшто толку лошо влијаат врз децата, лошо влијаат врз тие кои што читаат и врз младите, но мислам дека од другата страна е некој човек кој што едноставно ете така да си каже, да си пише, да си веројатно и нема каде на друго место да изведе негативната енергија, ме навистина е жално. Ние се трудиме како види вака да ние го преземеме тој товар на справување со тие коментари. Нажалост, кога имаш 500.000 прегледи на видео и 2000 коментари на видео, невозможно е нашиот мал тим да измодерира се и нешто ни промакнува низ коментарите. Меѓутоа секогаш се трудиме да нашите херои од приказната бидат максимално заштитени. Сега не зборуваме за коментари кои што се на местото, го зборуваме за коментари кои што се малициозни, кои што се класична навреда кон интегритетот и личноста, особено кога зборуваме за малолетни, односно за деца, и коментари кои што во себе содржат омрза. Се трудиме да ги контролираме колку што можеме. Има една интересна работа за новинарството, во која што се вели дека новинарството е единствениот производ во светот, каде што и тој што го произведува се чувствува заморен, и тој што го конзумира најчесто ја чувствува заморот. И има као, замислете да треба да продавате кафе, во кое што тој што ти го купува од кога ќе го испие кафето нема да се чувствува освежен и сега спремен сум за работа, туку ќе се чувствува поизморен. Меѓутоа мора Мислам дека за приказната за детето голман, пред се треба да кажеме дека тоа е приказната детето голман која што дало 50 голови. Мислам дека за таа приказна луѓето што ќе ја прочитаат најголем процент од нив ќе се осеќаат подобро и помалку изморено. Не, сигурно, тоа е нашата цел, сигурно подобро се чувствуваат луѓето. Исто на пример за приказната за едно момче од Радовиш кое што живее во град каде што нема каде да вози точак, каде што нема каде да плива затоа што нема базен и каде што нема патека да тренира, а беше балкански шампион во триатлон. Значи сите тие приказни ги правиме. Меѓутоа изгледа сега на почетокот приказната дека е така направена за супер, интересно е, нешто е само као исклучителност. Меѓутоа не е само исклучителноста тука. Ние преку оваа приказна и го земаме позитивниот пример за како еден човек може дури и во такви услови да постигне огромен успех, а во исто време ја критикуваме нашата инфраструктура, која што е наша цел како медиум да поттикнеме промена со таквата приказна.
да поттикнеш, можеби со изградба на базен во Радовиш, да поттикнеш можеби изградба на велосипедски патеки, да поттикнеш можеби изградба на место каде што луѓето ќе може да трчаат не само професионално, туку и да се креираат. Значи секогаш кога ги правиме и кога ги бираме приказните, ако се вратиме на почетокот на нашиот разговор, како ги бирате приказните, нашата цел е приказната не да биде негативна и кога е негативна, туку да раскажеме негативноста низ позитивниот пример. Исто таква приказна која што можам да кажам, која што ми доаѓа сега е приказната за Ристо Донев. Интернационален шампион во дописен шах, кој што е со попреченост, со потешка попреченост, ако не се лажам е детска парализа, значи он уште од мал има само мали ограничени движења и он успева да се надпреварува во отворен формат на дописен шах, каде што он е единствениот кој што е со попреченост. Значи не се надпреварува во оние категории каде што, ајде да речеме, шампионат само за луѓе кои што имаат одредена попреченост и успева да победи. Меѓутоа државата 13, тогаш кога ја правевме приказната беше 13, сега е веќе најверојатно 16-17 години, не му го признава успехот и не сака да му додели државна пензија, затоа што во законот решиле дека дописен шах не е спорт. Иако Ристо Донев си има документ од Светската шаховска федерација во која што кажува дописниот шах и шахот кој што игра во живо, Светската шаховска федерација не прави никаква разлика. Значи го смета за ист спорт. Дали се игра на далечина. Сега нашиот гениален со попреченоста да биде најдобар, затоа што има можност дигитално тоа да го прави И сега гледате, ние тука секогаш гледаме низ позитивната приказна на имаме интернационален шампион во дописен шах, да раскажеме приказната за пропустите на системот. Дека законот не е променет, дека управен суд 100 пати го враќа назад случајот, иако најверојатно треба да пресуди во корист на Ристо Донев. И сите овие теми, значи пробавме на секој начин да направиме влијание врз општеството да се промени ова. Затоа што промената нема да биде само за Ристо Донев. Да, он е лицето на проблемот, не на проблемот, туку кој што го трпи проблемот. И е на лицето преку кој ние ја раскажуваме приказната за одреден проблем во општеството. Меѓутоа такви луѓе има многу во Македонија. Исто како што беше приказната за Кате и Мите, кои што нема соодветни услови да следат настава на дистанца за време на пандемијата. Меѓутоа ние им помогнавме нив лично, да. Меѓутоа, во исто време ја раскажавме приказната на други 8.000 луѓе, официјални податоци од тогашното Министерство за образование, дека се наоѓаат во иста таква позиција како Кате и Мите. Значи, нашата приказна не беше само за Кате и Мите, туку нашата приказна беше за сите 8.000 деца, а најверојатно и многу повеќе, затоа што тоа беа само официјалните бројки, кои што не можеа да следат, односно на некој начин, или беа целосно исклучени од настава, или во некоја мера беа исклучени од настава. Мислам дека има уште една работа која што може вие не ја гледате затоа што сте во работа, ама јас како конзумент на, да кажеме, содржини, па и креатор, многу битно е што се пренесуваат овие приказни каде што на луѓето не им било лесно, тука на никој не му е многу лесно нешто да направи кај нас, еве дури што не може Бушева азбука да се реализира. За друго да не личи помислиш одма би требало. Ама сакам да кажам, не е лесно, меѓутоа луѓе и од Радовиш без базен, без ништо победуваат на триатлон, остануваат во Радовиш, продолжуваат да работат. На некој начин се придонесува и кон она сега што е нешто хит трендинг brain gain, односно придобивка на луѓе кои што
без разлика на условите ќе продолжат од тука да се борат да направат нешто. Ако ние ги видиме сите овие примери кои што со најразлични пречки, од локациски до сериозни попречености, успеваат во светски рамки да направат нешто, што е со отварање предпријатија, што нели не е една од работите која што често велиме невозможно е, тешко е, кај нас па има документација. Има, секаде има веројатно документација, може да има помалку во секое време, ама не е невозможно и да справиме светски успеси, да се поставиме на светска сцена. Вие сте исконтактирале со BBC за едно видео. Што ако некоја наша серија отиде на BBC? Може би најверојатно, бидејќи они имаат лична продукција, нема, ама може би ќе отиде на Netflix. Потребата за контент е многу голема. За жал ние не вложуваме, а може да имаме повратна инвестиција тука. Тоа мене како економист многу ми е криво. Дури и семинарска пишав на темата, од што така некаде мораше тоа да излезе. Мислам дека може да имаме поврат во економијата ако вложуваме во продукција. Соседна Србија тоа веќе го некако го увиде. Сакам да ми кажеш за некој друг, малку да направиме шаут-аут. Кој мислиш според тебе дека е, шаут-аут е како пофалување на друг човек, дека има најголемо влијание или многу големо влијание во македонската продукција, особено тука зборувам за она телевизиска, видео, интернет продукција и слично. Кои се некои луѓе кои што сакаш нека да кажеш браво, што успеале да го прават тоа што го прават и јас се огледувам на нив во дел? Мене први ми се Боби и Биби. Супер. Би ги спомнал, затоа што имаат еден малце подруг пристап. Оно што сега го кажа ти. Ајде да почнеме нешто и нема да одиме на варијантата да туку ќе вложиме, ќе пробаме, бизнис е ризик. Некогаш ќе успее, некогаш нема да успее. Меѓутоа кога веруваш во некоја приказна, особено во ситуација кога знаеш дека пазарот воопште не е заситен, со македонска содржина и анимирана, тогаш малтене ти е успехот скоро и за гарантиран и така и немаш некој голем ризик. Меѓутоа ги спомнувам Боби и Биби затоа што они ми излегува од досегашната матрица на тоа како се произведува македонска содржина, кога најчесто се чека нели да биде тоа од институциите, од некаков фонд, од филмски фонд, од ваков фонд и така натаму. Не, они решиле ние ќе го правиме ова. Нешто слично што ние сега сакаме да направиме токму со анимираната серија. Не дека ние не сме пробале да добиеме средства и фондови од институциите, меѓутоа кога сме виделе дека не можеме тоа да го направиме така, не се откажуваме, туку одиме. Ние ќе вложиме наши средства и ќе го направиме. Значи они ми се прв пример кој што мислам дека треба да се следи во како би требало да поставуваме во иднина продукцијата. Значи државата секогаш или институциите треба да бидат тука за поддршка, меѓутоа не треба секогаш да гледаме дека треба 100% државата да ги финансира производите. Може би треба да постави инфраструктура, да направи ситуација во која што ќе се развие пазар, да состави, да направи климата да може да се како што на пример Србија успеала да направи клима да компаниите, телекомите вложуваат многу во домашна продукција. На пример, ја тоа би сакал да го видам од домашните институции, од самата држава. Значи тоа е едно. И вмрежување е помош. И простор на саеми е помош. Биби и Боби конкретно извезуваат во целиот свет. И има еден интересен момент, кога еден ќе повлече чекор за нешто, многу полесно им оди на другите. Ние сакаме некогаш да гледаме меѓу себе како конкуренти да се гледаме, нели? Меѓутоа во реалноста не е така, зашто тоа што успеа Зоки Поки да се прикажува надвор од границите, веројатно направило основа за друга македонска продукција, сега Биби и Боби, да се прикажува Зоки Поки ми беше наредно што сакам да го спомнам. Добро, баш ми е драго. Значи тие направиле некој чекори успех, друг што вие ќе го направите, можеби ќе отвори врата за некој следен. Ако ние заедно ја буткаме македонската продукција, премалку сме за да сме конкуренција на во светски рамки, можеби ќе имаме успех. А државата треба да е тука. Исто така
са без разлика дали се државно поддржани или не. Знаеме дека во Европа е поразличен системот како што е во Америка во однос на продукцијата. И во Европа нема малтена држава која што државно не поддржува преку институциите продукција. Затоа постојат и тукави за креативна Европа. Мене исто така огромна позитивна нишка на македонска продукција ми се жените. Почнувајќи можеби од Лабина и натаму со сите други кои што се појави, пошто внесоа една нова друга димензија на производството, односно темите кои се покриваат, многу би рекол човечки отколку оние Горан Стефановски во едно интервју постаро кажува дека ги критикува и самиот себе си се критикува како мораме ние македонци цело време нешто заедничарење, зошто немаме као едноставни теми, дека некој се влюбил во комшиката, ама таа љубов е значи зошто немаме човечки теми во производството на домашна продукција. И мислам дека дел од овие женски автори токму тоа го донесоа. Друг кој би го спомнал тука, кој што е брилијантен во таа е Ѓорче Ставревски. Дека знаете, порано се навикнавме да гледаме филмови за нашето мачно минато, за нашата тешка иднина, за нашето мачно сегашно и така натаму. Меѓутоа, никогаш ни таа човекова димензија не сме го видели. Едноставно низ некои теми кои што нема да бидат такви. Еве би го спомнал последно и сериозниот успех на Ѓорѓи Јунковски со филмот DJ Ахмед. Трети или четврт што го спомнува. Ова и претходната епизода го имавме и сега апсолутно, да. Мислам, кога последен пат се сеќаваме ние на македонски филм кој што се занимава со сега coming of age тематика на англиски, нели? Coming of age, односно возрасување, односно кога ти поминуваш од дете према она адолесценција. Значи тие се сеќа пред неколку години освои таков тип на тематика, освои Оскар. Меѓутоа во нашата домашна продукција многу ретко можевме да видиме таков тип на продукција. Секогаш сме биле премногу оптеретени со некои си ги решаваме прашањата на нашето прашање, вклучително и на светот. Овакви приказни кои што се поврзани со секојдневни теми, во кои што некој сака да биде диџеј, ама поради некои работи, има одредени стеги и така натаму, и како навигира додека расте и го осознава светот, е нешто што оваа нова генерација, мислам, на автори, на продуценти, на режисери и така натаму, мене ми дава огромна надеж дека македонската продукција ќе се движи во многу подобра насока. Не сакам да кажам дека порано било, сега нели да кажам дека тоа што се правило порано, не кажам дека за мене Бушева азбука е пред време кога е направена генијална. Има многу работи кои што се така направени со сериозно ограничени ресурси. Меѓутоа, оваа генерација мислам дека некако покажува еден друг, дали затоа што е растена во еден поконектиран свет. Веројатно. И темите им се кои што ги допираат се поразлични од тоа што порано ги И така треба да биде, значи филмовите, продукцијата, сериите секогаш одговараат на времето кога се создадени или решаваат некој проблем на тоа време, дури да се за некое таму минато. На мене ми фали искрено македонска серија која што ќе оди секој ден на телевизија, зборуваме за, не знам, Friends или нешто така, нели чил, пушташ телевизор, комедија, нешто да се случи. Ја имаме преспавно и таа мал број на епизоди има, значи треба нешто што ќе си биде редовно, луѓето ќе си го пуштаат, наместо барем една турска серија да замениме со македонска, особено со оглед на тоа што имаме толку многу добри актери и сакаме да ги видиме, не само да ги слушаме или да треба
Не секој има пристап толку како нас во Скопје до 10 театри за да ги гледа актерите, така што мислам дека тоа е нешто што ми фали, а дополнително за авантурите имавме млад еден актер што викаше ми се игра авантура, значи да се случува цело време нешто на ликот. И стварно тоа е секогаш добро и да се игра и да се гледа. Уште еден беше на Ти този зомби филм. Значи да, мислам мене ми е темата, тоа е јас како жарн зомби филмовите ги обожавам. Исто така сум љубител на хорор како Јас не сум, ама тоа е стварно жарн, добар меѓутоа филм. ми беше исклучително изненадување дека Македонија има филм на таа тематика и бев многу радосен и бев многу среќен што одиме во продукција на такво. А во однос на она што го правевме на почетокот на прашањето дали можеме да извеземе, мислам дека до сега имаме докажано дека можеме да извеземе и дека не би требало да си го поставуваме тоа како прашање. Ја мислам повеќе награди по глава на жител нема некој добиено од нашите филмаџи и тоа со буџет за сите филмови кој што одговара на евентуално еден, а можеби и пола европски филм. Видите, мислам, Медена земја направи историја што со двете номинации во светски рамки историја. Историја, така е. Значи, ја дискутиравме. тогаш никој друг го немаше тоа направено со документарен филм во две категории. Тоа и во долгомет, како беше, во фичер беше номинацијата, каде што претходно немало документарен филм во таа категорија. Што значи дека имаме што да понудиме, меѓутоа за мене како најбитно е да се создаде таа инфраструктура, да излеземе од таа замка дека секогаш мора државата исклучиво да помога само со пари. Значи таа замка е од двете страни, од страна на државата и од страна на овие што продуцираме содржина. Ќе те умрзи малце од друга страна, меѓутоа може да те едуцира. Мислам дека недостасува, ние за тоа го правевме што го врти светот, решивме дека ќе викаме од креативни индустрии луѓе, затоа што некако, иако се викаат индустрии, креативците некако се исклучени од економските теми, од предприемништво, од маркетинг, од промоција на светски пазар и некако така кај нас беа на страна. Сега мислам дека тоа полека се менува и со влез на продуценти како вас, како светот на биби луѓе кои што биле во повеќе области, па тука почнале да прават и продукција, така што мислам дека тоа ќе се смени, но многу побрзо и подобро и постоопфатно ако и државата ја даде таа инфраструктура. Е сега, само да се вратам на малку пари правиме многу, извини, ќе морам да го поставам прашање, затоа што со многу малку пари правиме многу, дали мислиш, еве го Роби тука не гледа од преска, ништо за него не сум прашала, вештачката интелигенција и роботизацијата, кои што сакаме да викаме дека се лоши за продукција и за сторителинг, но јас мислам дека не се. Дали мислиш дека можеби може да ни помогнат во делот на science fiction, например, е исклучително скапа играчка, можеби би можеле денес да си дозволиме да направиме филм во таа област. Па и анимација е скапа играчка. Ја од секој сум бил влюбеник во технологија. И сега тука малце сум најверојатно пристрасен пристрасен кон технологијата и ќе се трудам да кажам што е можно по изземено од мојата страст кон технологијата. Вештачката интелигенција е и можност, но и закана. Меѓутоа, како секоја алатка, може да се употреби и на добар и на лош начин. Конкретно со ова, особено за помали земји, како Македонија, мислам дека носи голема шанса, токму во насока на ова што го кажуваш ти, дека можеби ќе се намали цената на производство на одредени филмови. Можеби ќе можеме да произведеме историски филм,
кој што до сега не можеме да замислиме да го произведеме, затоа што знаеме колку скапо коштаат историските спектакли. Или научно-фантастичен филм кој што знаеме исто така колку скапо кошта. Или хорор, да. Мислам, тоа е сериозен проблем, затоа што еве да земеме зомби филм, ти за да направиш орда од зомби, која што оди некаде, тоа е исклучително скапо. Ја гледам вештачката интелигенција не само во продукцијата, не само во новинарството, како нешто кое што може да ни помогне да бидеме поефикасни. Да. Ако паднеме во замката дека ова можеме да ни ја заврши работата, е тогаш кога вештачката интелигенција најверојатно ќе биде закана за нас. И таа е закана која што ние самите ќе си ја дозволиме. Исто и за новинарството многу често е прашањево и има огромна загриженост, нели, што со новинарството со развојот на вештачката интелигенција. Меѓутоа, јас едно знам со сигурност дека вештачката интелигенција моментално ние во види вака ја користиме како асистент, како помошник на тоа што го произведуваме, како нешто да ни олесни. Една едноставна работа кај многу ни помоги за да доволувам суштината зашто мислам дека е сериозна алатка која што може да ти придонесе во твоето работење. Ние снимаме, еве, например, како сега, од прилика 1 саат со некого. Меѓутоа треба да искористиме точно 30 секунди или можеби точно 2 минути од тоа што ќе го снимаме. Да. Пред вештачката интелигенција ние седнувавме и тој саат време трошиме 3 сати да го транскрибираме, односно да го ставиме на хартија, за да го прочиташ повторно убаво и за воиднина да можеш полесно да го реупотребуваш. Сега со отприлика се уште не е совршено, особено за македонски јазик, затоа што е затоа чекам да ми кажеш што е тоа. 85 до 90% тоа си го завршуваме со еден сервис кој што е развиен од дански новинари и се вика Good Tape. Они го развиле за себе, па сега го продаваат и добиваат од него сериозна поддршка за сопствениот медиум, кога зборуваме за овој види ги данците. Да. И ние го користиме тој сервис и некаде за 85 до 90% ти го намалува работниот ангажман тебе за да ја транскрибираш. И ти остава време за суштински работи како нова приказна, меѓутоа мислам дека човечкото, значи да се најде приказната, се отиде во селото каде што никој не известил предходно, зашто вештачката интелигенција ги има информациите од интернет. Значи тоа што е ставено на интернет, тоа го има. Во вашиот случај вие некогаш сте подобри во наоѓање на приказната што ја нема на интернет, па да ја ставите, да ја пренесете. Мислам дека тука веќе човекот ќе биде и ќе остане клучен. Зошто види вака не се плаши од вештачки интелигенција? Не во новинарство се зборувам, пошто има на светско ниво има сериозен страв од вештачката интелигенција. Зошто види вака како редакција не се плаши од вештачката интелигенција, токму затоа што ние како медиум создаваме оригинална содржина. Нема ниту една вештачка интелигенција, барем сега во светов, која што ќе може да направи конекцијата со нашите херои, која што ќе може да им објасни. Затоа што, пазете, ние работиме со луѓе кои што имаат своји емоции, кои што ти треба да навигираш на тие емоции, кои што ти треба сериозно да работиш за да добиеш довербата од човекот од другата страна. Да, јас сум комфорен со тебе, да ја споделам мојата приказна, без разлика колку е наранлива, затоа што знам дека ти ќе ме третираш мене со сета почист и знам дека нема да ме направиш дополнително ранлив, затоа што ја раскажувам оваа приказна пред тебе. Тоа е нешто што вештачката интелигенција не може да го замени. Не може да најде приказна, нема да може барем во догледно време така лесно да направи конекција со GPT лоша, со луѓето, не во новинарска смисла. Значи има луѓе кои што го користат чат GPT на ниво на интимни разговори, на психолошки совети и така натаму. Меѓутоа ова е сосема друго. Некој мора да излезе на терен, да ги пронајде, да ги убеди овие луѓе. Затоа јас сум прилично сигурен дека
вештачката интелигенција и во оваа претходната продукција филмска и во новинарството ќе направи нешто што би требало да не направи поефикасни, би требало да не направи покреативни, би требало да ни го намали времето за кое што ние пробуваме да развиеме одредена идеја. Меѓутоа, во никој случај не треба да мислиме дека може да не замени. Да, нажалост, некои работи ќе бидат заменети, и некои луѓе веќе губат работа, и некои луѓе најверојатно, туку со сигурност ќе изгубат работа, меѓутоа од друга страна, од страна на работодавачите ќе има време на прилагодување, затоа што моментално се уште е размислувањето. Ако јас можам нешто да направам поефикасно, наједноставната алатка ми е да работникот кој што тоа го прави, го отпуштам и ја го заменам со нешто што е автоматизирано, а не се размислува дека овој работник, ако не го отпуштам и го задржам, и му дадам оваа алатка која што е вештачка интелигенција, тој за мене ќе произведе 3 пати поголема вредност и за компанијата, и мојата компанија ќе има 3 пати поголема вредност. Значи треба да има, ќе треба да почекаме да се промени свеста и кај оние што раководат со капиталот и ги имаат фирмите, и кај оние што ги даваат услугите, односно се вработени. Нормално пораснат на научна фантастика, не можам да не го гледам моментот на дистопиското што може да се случи со вештачката интелигенција, меѓутоа тие стравови сепак сакам да ми бидат само стравови. Да, јас мислам, не знам дали ќе биде така, значи никој не знае во која насока ќе се движи. Може би и начинот на она што ние сме го гледале како World Takeover во некои филмови, ќе се случи, меѓутоа можеби начинот нема да биде таков со пушки, ќе биде некој друг, да кажеме, сегмент, нешто друго ќе се случи што ќе направи сериозни промени. Не знаеме што ќе донесе иднината, за сега е алатка и како и секоја друга ќе се користи. Дали е добра или не, може до утре сабајле да зборуваме, оној кој што има проблем, ако добие нешто како решение, ќе го реши проблемот и тоа е природата на човекот. И мислам дека ќе видиме што ќе се случува понатака. Ти благодарам многу. Ти благодарам на поканата.